одиме во еден доста динамичен свет кој што доста ќе биде различен во смисла на човечките ресурси од оно што било до сега. А често пати што и да прават компаниите на имена плата, колку да ја покачуваат, како да ја покачуваат, најверојатно инфлацијата веќе е изела уште пред да се случи тоа. Секој човек е сам за себе и треба да му го најдеме некако делчето како да го вклопиме во она слагалица. Ако до пред некој време изгледаше на некоја спора статична индустрија, сега банкарството е доста динамично. Ја започнуваме втората сезона на подкастот На каде одиме на Кариера.мк и на моје големо задоволство денеска ќе имам можност да разговарам со директорот на човечки ресурси на НЛБ банка, Дејан Маџовски. Дејан, благодарам што си дел од овој подкаст. Здраво, благодарам на поканата до Кариера.мк. Драго ми е што сум денеска тук. Како изгледаше за почеток твојот кариерен пат? Од една страна од Телеком до пивара па банка, па и те пренеси ни како изгледаше твојот пат на секторот човечки ресурси? Да, веќе 20 на години работно искуство и сите 20 на години во човечки ресурси. На многу пократки периоди во различни делови, така што тебе сега позицијата директор за човечки ресурси, каде што го опфаќам целиот спектар на работи, претходно во одредени периоди, одредени сегменти. Имав за среќа да почнам во некој од поинтересните, покреативните делови на оваа област во на смисла на развојот на вработените, нивната ангажираност и така натаму. Имав среќа да исто така да почнам во компанија која што беше дел од поприлично голема групација на светско и на глобално ниво, така што можев уште од самиот почеток на својата кариера да дојдам во допир со ние модерни практики на човечки ресурси, а особено во годините кога тоа беше или кај нас на зачеток во Македонија, или се уште се прашувавме што значат човечките ресурси и зашто служат во компаниите. Од тука натаму, најверојатно отвореноста за промени ме однесе низ различни позиции и прво внатре во таа компанија и другите компании кои што следува после тоа, и не само различни компании, туку и комплетно различни индустрии, од телекомуникации, ICT преку FMCG, производство на храна, пијалоци, па еве сега до банкарската индустрија. Да, навистина различни сектори, да кажам, а сепак човечки ресурси како главен фокус твој. Па ете кажи ни кои се главните, да кажам, разлики и ете ако може да се каже стратегии, нели HR стратегии помеѓу на пример производствена компанија за телекомуникации и еве денеска банка. Има разлики, има разлики со тоа што најверојатно главната разлика е од аспирациите на самата компанија и што сака да постигне со своите луѓе. Ако зборуваме за компанија која што сака да им посвети внимание на своите луѓе, тогаш најверојатно без разлика на индустријата, голем дел од праксите кои што се практикуваат се исти. Сака да им посвети внимание на развојот на вработените, на нивната добра состојба, на развојот на талентите на следниците во компанијата, сакаат да се грижат за корпоративната култура и друг сличен дел од оној спектар на човечки ресурси кои што реално и овој сектор треба да се занимава. Така што во ова моје искуство, барем во овие компании во кои што работев, со оглед на тоа што сите беа дел од некоја поголема компанија, некоја поголема корпорација и сите тие компании сакаат навистина да постигнат нешто за своите луѓе, немаше голема разлика во тој дел. Сепак, едната компанија беше телекомуникацијски дел, другава сега е банкарство со сама различен тип на индустрија, од тип на регулираност и причина за постоење на пазарот. Производствената компанија сосема трето и си има свои специфики, предизвикани од самата индустрија. Кој тип на вработени ги имате, што треба тие да прават, зашто треба да ги обучите тие вработени, така што овие сите работи кои што ги споменав пред некоја минута, имаат свои специфики внатре во самите себе си. Например, какви типови на вработени треба да регрутирате, почнувајќи од регрутацијата, дали ви требаат вработени кои што ќе извршуваат некои поедноставни задачи, кои што ќе бидат задоволни со извршување на тие поедноставни задачи, или ќе треба да изберете вработени кои се креативни, сакаат да напредуваат, сакаат да постигнат нешто повеќе. Потоа самите програми за развој ќе ги поставите
Исто во врска со тоа, дали на работните места кои што ги имате, ви се работни места каде што луѓето треба да извршуваат нешто поедноставно, или имате работни места каде што луѓето треба да извршуваат малку по, да речеме, комплицирани, комплексни, иновативни работи, дали треба да имаат повеќе креатива, дали повеќе треба да имаат стратешко познавање и така натаму. Сето тоа тие специфики знаат да направат разликата внатре во самата програма. Инаку, како области, како програми, најверојатно би требало да бидат горе-доле исти секаде. И еве ги спомнавме новитетите, трендовите, па што на што да кажам банкарите моментално бараат кај новите нели кандидати за вработување, кога станува збор, значи привлекување и задржување на нови таленти во конкретно во банките. Да. Кај вас? Доста интересно прашање, мислам прашање кое што и ние во минативе најверојатно година-две пробувавме да си го одговориме. Во најголемиот обем од причината што банкарството во моментот се менува. Се менува во смисла на она што ние сме го мислеле како банкарска индустрија, како треба да изгледа, зашто треба да служи и како треба да функционира, веќе се менува на големо. Значи, ако допред некој време изгледаше на некоја спора статична индустрија, сега банкарството е доста динамично. Зборуваме за дигитализација, зборуваме за дигитални услуги, зборуваме за електронски услуги кон сите наши клиенти, зборуваме за вештачка интелигенција. Сето ова се некои предизвици, трендови, предизвици, проекти кои што доаѓаат, кои што данас ќе бараат различни типови на вработени. Ќе бараат различни типови на вештини кај нашите вработени кои што го имаме во моментот, а самото тоа значи дека и ние се насочуваме кон нешто друго, нешто сосема различно од пред 5 или 10 години. Така што за 5 години од сега влезот во една експозитура и како таа експозитура ќе изгледа, ќе биде сосема различно од она што било пред 5 години. И сите оние колеги кои што треба да направат тие експозитури да функционираат, што све ние треба да правиме во позадина е многу различно од тоа што било во минатото. Така што најверојатно ќе бараме се повеќе вработени кои што се динамични по природа, вработени кои што сакаат да учат, постојано да учат, да напредуваат, кои што се отворени кон иновативни решенија и кои што сакаат практично да бидат дел од еден нов свет. Така. Дејан, освен различните бенефити кои што се нудат со ова брзо темпо на живење и модерниот свет, исто така и растот на платите е неминовен. Па како сметаш ли дека пребавно или во добар сооднос е со модерното време инфлацијата, зголемувањето на платите? Да, тоа е едно од најтешките и најкомплексните прашања во моментов. Знаеме дека сите компании, не само во банкарската индустрија, туку апсолутно сите компании и во Македонија и во светот и пошироко се борат во моментот со тоа, затоа што инфлацијата е поприлично голема, цените буквално се менуваат на дневна и на неделна основа. Често пати што и да прават компаниите на име на плата, колку да ја покачуваат, како да ја покачуваат, најверојатно инфлацијата веќе е изела уште пред да се случи тоа. Во моментов не би можел да дам конкретен одговор во смисла до кога ќе трае, како ќе трае, меѓутоа како секој циклус најверојатно некогаш ќе заврши. Колку брзо и како ќе заврши ќе видиме. Меѓутоа не може да трае во недоглед, затоа што не само зголемувањето на платите, туку генерално трошоците на компаниите, а инфлацијата сама по себе нема да може да галопира така како до сега. Така. Овие промени навистина брзо се случуваат и еве и вие како сектор човечки ресурси верувам дека приморани сме да ги следиме тие трендови. Да, ги следиме трендовите, дури и чекор понапред ние сакаме да бидеме пред трендовите. Затоа што ако кај нас во нашата компанија, онака како што се гледаме и целите кои што си ги имаме поставено пред себе, а и сите други слични компании, кај нас сакаме да се избориме за најдобрите вработени, сакаме да се избориме за најдобрите и да ги задржиме најдобрите вработени. Тоа значи дека мораме да бидеме чекор пред другите, не да чекаме да видиме што ќе направат останатите, туку да видиме во која насока се движат трендовите и ние да бидеме тие што ги поставуваме, така што да. По што се разликува HR стратегијата на НЛБ банка во споредба со другите? Па мислам дека добар дел од одговорот се содржи во претходниот одговор, значи ние сакаме да бидеме
пред трендовите и да ги поставуваме трендовите. Не од причина за да бидеме некакви си трендсетери, туку да видиме што е оно што навистина се менува во околината и што е оно што ние го имаме како некакви или предизвици или шанси кои што требаме да ги искористиме. Во друг битен аспект во кој што сакаме да мислиме дека се разликуваме, иако би ни било драго и другите да го прават тоа, е грижата за луѓето. Меѓутоа зборуваме за вистинска грижа за луѓето, каде што работите ги правиме навистина со таа идеја, не само проформа и не само колку да се задоволат некакви или трендови или потреби или некакви цели на компанијата. Особено во последниот период доста внимание посветуваме на тоа и сакаме да посветиме доста внимание и среќни сме што веќе гледаме во последно време дека тоа дава и резултати. Дејан, кои се оние, да кажам, главни карактеристики кои би требало да ги има еден кандидат за да биде дел од НЛБ банка, кога става збор човечки ресурси? Покрај оние работи кои што ти кажав претходно, во смисла на динамични карактерни особини, иновативност, креатива и така натаму, она што нас ни е битно е поприличен делот околу тимската работа и вклопување во околината. Сакаме вработените кај нас, со тоа и кандидатите за вработување да бидат луѓе кои што сакаат заедно со тимот да ги остварат своите цели. Затоа што само сите заедно можеме да постигнеме нешто. Ние сме поприлично голема компанија, околу 900-950 вработени, што значи дека мораме да ги поминеме сите работи како еден добро уходен тим, ако сакаме секојаш да функционира секако што треба. Најмал проблем било каде во било кој од сегментите може да се почувствува насекаде, а тоа може да се почувствува најлесно кај директните корисници на услугите кај нашите клиенти, што никогаш не е пријатно кога се работи за нешто како што е банкарска индустрија, се работи за парите на луѓето. Ти имаш големо искуство на вистина во овој сектор човечки ресурси, па кои сметаш дека се најголемите грешки кои што ги прават компаниите при регрутација на кандидатите, а потоа за брзо време сваќаат дека го немаат тој квалитет и тие вработени? Може да има грешки од двете страни, меѓутоа оно што може да го направи компанијата како грешка, прво се нереалното очекување од вработените, односно од кандидатите. Ако за време во тој процес на регрутација не осигурат дека ќе ги покријат сите прашања, сите аспекти кои што треба да ги видат, тука зборуваме прво искуствениот дел, што е оно што самиот вработен го поминал до тогаш, самиот кандидат го поминал до тогаш. И тука не зборувам само за она дел на формално образование и така натаму, туку вистинско реално практично искуство. Меѓутоа уште повеќе како тој кандидат поминал низ тие искуства. Значи, неговите карактерни особини, неговите желби, аспирации, што е оно што може да се пофаќа како црта на неговиот карактер во тие искуства. Втората грешка што може да ја направат се практично нереално представување на својата слика како компанија и како работна позиција на која што треба да го вработиме тој кандидат, па самиот кандидат има грешна представа за тоа што треба да работи и со тоа и поинаку се представува, има поинакви очекувања за што е тоа што ќе случи од ден еден кој ќе дојде на работа. И тогаш едните грешни очекувања, од друга страна недоволно согледување на некои карактерни особини знае да придонесе до тоа. Настрана реков од она искуство, професионално искуство, вештини и така натаму, кои што исто така би требало да се проверат секогаш. Да, ми се чини дека сега кој ти ќе ни кажеш професионалното е апсолутно број 1, или да знае да си работи работата, меѓутоа и оние други карактерни особини се многу важни, дека како што споменавме, нели, да е тимски играч, да може да се вклопи, да не е конфликт на личност, нели, тоа се исто така особини кои што се многу важни. Тие особини најверојатно се и поважни, затоа што овој другиот дел сигурно ќе донесе резултати, меѓутоа многу често се покажало дека може да предизвика многу поголема штета и на тимот и на организацијата отколку резултатите кои што ќе ги донесе.
затоа што и тие резултати што ги носи, например, не знам, ако е некој продавач и работи во продажба, може да продаде многу, може да донесе многу пари, меѓутоа ако со тоа го растури тимот, ги растури односите со другите сектори во компанијата, а на подолг рок можеби односите со клиентите, затоа што продава само за да продаде, а не се грижи за дали тоа што го продава им треба во моментот на клиентите и така натаму, може на краток, можеби не, меѓутоа на среден и долг рок може да направи многу поголема штета. Така што најверојатно овие други особини кои што ги спомнавте се многу побитни од вештините за тоа конкретно работно место. И каде сме ние како македонски пазар кога станува збор човечките ресурси во однос на Европа па и светот, кои се некои грешки или некои работи кои што требаме потитно да ги поправиме? Потитно да ги поправиме. Македонскиот пазар мислам дека во областа на човечки ресурси е доста диверсифициран, значи има компании кои што се трудат да ги следат трендовите, да се огледуваат што е тоа што треба. Има компании кои што се доста назад, тоа едноставно не ги интересира тој дел од човечките ресурси, повеќе се фокусирани на оној административен дел. Тоа што е мој совет за сите компании е, нели, да видат што е тоа што се менува во околината генерално, кои се потребите на вработените прво кои што ги имаат во својата компанија, да видат во која насока се менува околината и на база на тоа се ги постават активности за човечки ресурси кои што ги имаат кај нив. Со тоа сакам да кажам дека не секоја компанија треба да го прави сето што го прават и другите. Често пати нешто знае да биде многу тренди, многу ин и така некако да ги повлече компаниите дека ако некој прави, например, како до пред 2-3 години IT компаниите правеа се нешто, па почна и другите компании да прават се нешто. Меѓутоа нивните потреби не се тоа. Секој треба да ги согледа потребите, да види што е она што навистина им треба на луѓето со кои што работат и што е она што на нив навистина им треба како компанија, како бизнис кој што го водат. AI технологијата ете и во самиот разговор никако се провлекува и неминовно е во денешно време, па колку и како AI технологијата го менуваат HR секторот во Македонија? Дали автоматизацијата носи повеќе придобивки или ризици? Па, некад сме на почетокот на употребата на AI, најверојатно се уште онака сме супрашалници во која насока ќе отиде и колку се тоа ќе навлезе и во делот со човечки ресурси и во останатите делови. Од бизнисите, делот со човечки ресурси е можеби малку специфичен затоа што се она што ние правиме е поврзано со луѓето. Треба да бидеме внимателни каде се можеме да искористиме вештачката интелигенција и што се таа може да ни помогне, а каде ќе мораме да оставиме сепак на луѓето да го одработат своето. AI неминовно ќе ни помогне многу работи ќе ни олесни, многу работи кои што до сега се правеле или мануелно или некакви анализи кои што требале да се направат полумануелно, со некакви други алатки, вештачката интелигенција набрзо ќе го преземе тоа. Така што јас ја гледам како една можност која што ќе ни остави повеќе време, енергија и едноставно шанса да се грижиме за оние работи кои што навистина им носат вредност на луѓето. Да, сепак нели човекот за сега барем не може никој да го замени. Човекот не може да го замени и оној човечки допир кој што компаниите треба да си го задржат кон луѓето никој нема да го замени. Така. А ми се чини дека банките и вака генерално компаниите многу повеќе сега, за разлика од некој минато време, се залагаат за она да си има баш човечки пристап, некако институција, туку дека секој нели човек и таков некако пристап да има поблизок со клиентите. Да. Таков печаток имам. Најверојатно, оној период во короната што го поминавме, направи кај сите нас како луѓе и генерално луѓето на планетата малку да погледнат кон кои се оние работи кои што навистина се на сите нас битни. Погледнувајќи така самите во себе секој од нас, најверојатно свативме и дека не сме сите исти, дека сите сме различни, имаме различни потреби, имаме различни идеи и различно што е оно што го сакаме и во приватниот и во деловниот или професионалниот живот. Сето тоа побара компаниите да преземат поиндивидуален пристап кон секој од вработените. Нормално, што поголема компанија не можеме да имаме индивидуален пристап за сите, меѓутоа можеме да бидеме флексибилни во оние програми кои што ги правиме, во оние активности кои што ги правиме, со цел да можат луѓето да се најдат во нив. Така што таа крутост која што можеби имале компаниите во
димензионирање и дизајнирање на одредени активности и програми за човечки ресурси, сега поминува во флексибилен пристап кој што повеќе карактери, повеќе типови на вработени, повеќе луѓе може да го искористат и се најдат себе си во нив. Да. Дејан, ете, спомнавме и короната, нешто после кое што сме сите нели променети па и начинот на работа, посебно во короната таа работа од дома беше поприсутна. Сметаш ли дека овој тренд ќе трае во однос на работа од дома или пак сепак она традиционално одење во канцеларија, работење од канцеларија сепак ќе си го задржи приматот? Мислам дека ќе остане некоја комбинација од двете. Например, еве ние во НЛБ банка имаме хибриден начин на работа, значи дека вработените кои што се наоѓаат на работни места кои што дозволуваат работа од дома и самите вработени дополнително на тоа имаат желба да работат од дома, може да работат дел од деновите во неделата од дома, односно да работат на далечина. Останатите вработени кои што имаат желба да продолжат да работат во нашите канцеларии, работат во нашите канцеларии. Повторно се враќаме на она што го спомнавме претходното прашање, флексибилноста, односно да им дозволиме на вработените да го изберат најдобриот начин за себе. Некој подобро функционира во домашни услови, може во некој сетап како што сега седиме овдека, некој подобро функционира во канцеларија. Секако сето тоа треба да биде димензионирано и поставено така, процесите да течат, бизнисот да си работи, затоа што најбитно за постоење на било која компанија е да работи бизнисот и да ги испорачаме дали производители услугите до нашите клиенти. Така, а тоа ќе се постигне само со задоволни вработени. Така е, само задоволни вработени. И еве, ако можеш да дадеш еден совет за луѓето кои што сака да градат својата кариера во секторот човечки ресурси, кој би бил тој? Кој би бил тој? Прво поедена точка е дека треба стварно да сакаат да работат со луѓе и да се прашаат дали навистина сакаат да работат со луѓе, затоа што 100% од времето е работа со луѓе. Во смисла да сакаат да работат со луѓе не е само да комуницираат со луѓе, туку да сакаат да прават активности, да дизајнираат програми кои што ќе придонесат луѓето со кои што работиме во нашата организација да бидат подобри во тоа што го работат, затоа што на база на тоа ќе биде подобра и нашата компанија, а сето тоа да го балансираат и со што е оно што можеме да го направиме за луѓето да бидат среќни и задоволни. Сето тоа изгледа на хартија поприлично лесно, меѓутоа ако рековме секој човек е сам за себе и треба да му го најдеме некако делчето како да го вклопиме во она слагалица, знае да биде поприлично комплексно, што е за оној кој што реков, ако се вратиме на почетокот, сака да работи со луѓе, тоа е предизвикувачки, интересно и само е онаков позитивен поттик за да направи нешто плюс. И за сите оние што сакаат да работат во дел од човечки ресурси, особено ако е малку поголема компанија која што има малку по надграден сектор за човечки ресурси, исто е само да бидат свесни дека овие убави работи не се само работата на човечки ресурси, многу работи кои што знаат да бидат и од другата страна, нели имаме работа со луѓе со различни карактери, имаме и административни работи кои што не се така розеви, не се така фини за уживање секогаш. Значи ќе треба да бидат подготвени дека спектарот на работа во човечките ресурси е многу различен и многу диверсифициран. Треба да се занимавате со работи што ги сакате, со работи што не ги сакате толку многу. Меѓутоа е битно да сте насочени кон тоа да направите нешто подобро за вработените. Убаво, навистина убаво срочено. И еве подкастот на Кариера МК се нарекува На каде одиме. Па Дејан, од твој аспект на каде одиме и во однос на секторот човечки ресурси и во однос на ова модерно време? На каде одиме, да. Можеби ја спомнавме короната, можеби до короната ќе беше полесно се каже на каде одиме. Од тогаш наама мислам дека трендовите се менуваат на некои 6 месеци до година дена. Тоа што е сигурно е дека одиме во еден доста динамичен свет кој што доста ќе биде различен во смисла на човечките ресурси од оно што било до сега. Прво заради работите кои што ги спомнавме, нели, луѓето погледнаа во себе и различни луѓе, различни желби, различни приоритети, меѓутоа многу повеќе и заради технологијата, развојот на новите технологии кои што ќе направи најголемите од работните позиции да изгледаат различно од оно што се сега. Значи почнувајќи од вештачката интелигенција, кај да речеме канцелариските вработените од канцелариите кои што се занимаваат со креатива, па се до роботизација во
производствените сегменти, така што за 5 до 10 години многу различно ќе биде. Најверојатно во овој период од 5 до 10 години ние ќе пробуваме да видиме каде сме и во која насока ќе се сменат работите со цел да можеме така да се поставиме. А потоа најверојатно ќе имаме некоја појасна слика, иако велам со сите овие промени, моето верување дека промените ќе бидат се почести и се поголеми. Така што треба да се навикнеме на една динамичност и некако со отворено срце, со отворени раце да ја пречекаме. Јас ти благодарам многу за овој разговор и ти посакам успеси понатака. Ти благодарам на тебе, благодарам до Кариера МК.